и уште ситно бројат идните средношколци во нивните размислувања каде ќе го продолжат своето образование. Уште отприлика еден месец имаат простор да размислат во кое средно училиште ќе се запишат. Отворен е конкурсот за средни училишта, објавен е конкурсот, а првиот уписен рок ќе биде во јуни, од 14 до 17, вториот ќе биде во август. Сега, значи, вие си имате право да си размислите каде ќе се запишете. Едно потсетување за сите идни средношколци, за сите родители, дека овие уписи ќе се одвиваат електронски, а во продолжение ние овде како Медиум Свет да ви понудиме едно училиште, едно скопско училиште, се работи за гимназијата, односно средното училиште Којчо Рацин, кој што нуди повеќе смерови, покрај гимназијата нуди неколку струки. Тие ќе имаат отворен ден и овде во мојот друштво сум се две прекрасни дами кои што ни доаѓаат токму од ова средно училиште Којчо Рацин, лоцирано во општината Ѓорче Петров. Ке зборуваме во продолжение со Катерина Сапунџиева Димова, педагог во ова училиште. Добре ни дојдовте во Слободен печат. Ви благодарам, добро ве најдовме. Овде е и професорката Емилија Савеска, професорка по повеќе стручни предмети во текстилна струка во ова училиште. Добре дојдовте. Добро ве најдов. Ми е драго што ја прифативте поканата и навистина се радувам што ќе зборуваме за еден убав настан. Ќе имате отворен ден во вашето училиште, нешто што е многу значајно за идните средношколци. Ајде да ни објасните за каков отворен ден станува збор и што е она што ќе го понудите и кога, од кога до кога ќе се одвива овој отворен ден. Така. Отворениот ден е испланиран веќе за утрешниот ден, 8 мај, четврток. Веќе имаме направено една интересна агенда со интерактивни активности. Целта е да им понудиме на идните ученици нешто поинтересно, поразлично од другите училишта, да бидат малце вклучени, да бидат вклучени во работилници кои што се испланирани од нашите наставници и да учествуваат со нивни креации, со нивни творби. Конкретно ќе има ликовна работилница, ќе има работилница по македонски јазик, каде што ќе треба да направат и една драмска изведба. Ќе има работилница квиз на пари, која што ја подготвуваат економско-правната и трговската струка професорите, и ќе има секако една кратка модна ревија со професорите и учениците од текстилно-кожарската струка. Значи ќе биде утре интересно во тоа ќе се случува во дворот, внатре во училиштето, како или сега малку ни се променливи временските услови, не знам ова недела ептен. Планираме да ни биде во училишниот двор, бидејќи минатата година имавме направено навистина прекрасен двор, кој што беше донација од град Скопје и значи имаме навистина прекрасни услови, голем училишен двор, тоа е голема квадратура кој што сакаме да го искористиме баш конкретно за овој дел и целта ни беше токму во дворот да биде, меѓутоа не знам како ќе бидат временските услови, како ќе не послужат. Ако е времето врнежливо, ќе биде во училишниот хол и холот ни е убав, бидејќи 2020-2021 година ни е училиштето целосно реконструирано, како од надвор, така и внатре, така да и да бидеме внатре, нема да биде лошо. Ќе биде убаво сега. Господја Димова, зошто треба да се запишат основците во вашето средно училиште? Што е тоа што го нуди вашето училиште и е поинакво од останатите? Нудиме квалитетно образование, се трудиме да биде тоа колку што е можно, нели, поквалитетно. Флексибилни сме во работата. Она што ни издвојува од останатите училишта е индивидуализацијата во наставата. Кај нас се помал бројот на ученици за разлика од останатите училишта, конкретно во гимназијата имаме помалку ученици и професорите се навистина многу посветени на учениците, затоа што малиот број на ученици овозможува индивидуализација на работата со учениците. Овозможува индивидуална работа со секој ученик и буквално посветеност во работата со сите ученици поединечно. Тоа е навистина голема предност. Исто така и во дуалните паралелки, затоа што стручното образование како во економската, така и во текстилната струка ни е комплетно дуално во сите образовни профили. И во дуалните паралелки бројот на ученици е максимален 25, што е исто така една оптимална бројка за работа со ученици. Така да тоа е она што не издвојува од останатите гимназии и струки. Што нуди, кои стручни, кои смерови ги има во вашето? На што можат да се запишат ученици? Значи кај нас можат да се запишат во гимназиско образование,
Гимназиското образование нуди 3 образовни подрачја, тоа е секаде исто во сите гимназии: општествено-хуманистичка струка, природно-математичка струка и јазично-уметничка, односно подрачја. Овие подрачја ги има во сите гимназии. Во сите гимназии наставната програма е иста, дури истите професори сме, тие што предаваат кај нас предаваат и во другите гимназии, така да нудиме комплетно иста програма. Значи не се разликуваме во однос на другите гимназии апсолутно по ништо. Значи сосема истата наставна програма е. Од стручното образование кај нас имаме 2 струки. Тоа е текстилно-кожарската струка со 3 образовни профили: техничар за изработка на облека, техничар за дизајн на облека, кои што се 4 годишни и дуални, и конфекционер, тоа е 3 годишно образование. Од економско-правната струка имаме исто така 3 образовни профили. Тоа е економски техничар, техничар за e-трговија и дигитален маркетинг, и сега од оваа година е воведен нов образовен профил, тоа е профилот правен техничар. Сите 3 образовни профили се дуални. Така да одлично, значи имаат доста избор идните. Изборот е голем. Идните средношколци. Професорке, вие сте професорка по стручни предмети во текстилната струка. Претпоставувам вашата професија, односно вашата работа во ова училиште е токму овие предмети кои што ги напомена пред малку Димова. Каков е интересот за текстилната струка? Има ли интерес? Има ли ученици? Па во текстилната струка е малку послаб интересот. Секогаш некако на страна се издвојува, но имаме и ученици кои се прекрасни, кои се со одличен успех, значи се запишуваат во текстилната струка со многу љубов, бидејќи во нашата струка мора да има љубов кон работата. За да можат тие да се изразат креативно, да си го искажат тоа што го имаат во себе, значи буквално да можат комплетно да си ја покажат својата желба, да си ја истакнат својата работа. Супер е што може да се запишат во нашето училиште и во модната индустрија, да се покажат како идни модни креатори. Во Македонија мислам дека се повеќе имаме успешни личности во таа насока и се надевам дека од нашето училиште ќе излезат вистински квалитетни професионалци во однос на работата во модната индустрија. Пред да влеземе во програма, разговаравме со вас дека некако како да не е многу познато ова училиште, како да не е позната оваа струка. На што се должи тоа и дали можеби имате некакви тактики, некакви методи во иднина за да го привлечете вниманието кон останатите ученици? Ние се трудиме се повеќе да не има, значи учествуваме на доста модни реви, значи кај што има надпревари, како образовни рандевуа, проекти, Еразмус проекти кои се наоѓаат и надвор од државата. Значи одиме во модни ателија на пракса, на практична настава, одиме во компании кај што се изработува сериско производство. Значи учениците можат да посетат практична настава во реална компанија, вистинска компанија, каде што го согледуваат, ја согледуваат иднината. Значи кај можат да се вработат, каде можат да останат како дел од конфекцијското производство, значи во ателијата исто да се докажат во модата, да ја искажат својата креативност. Понатаму се надевам како што се воведуваат новите методи во текстилната индустрија и ние ќе ги следиме, значи се планира дигитализација на текстилната струка, да воведеме компјутерско цртање, компјутерско моделирање, така што се надевам дека ќе имаме повеќе заинтересирани млади активисти на оваа тема. Што добиваат учениците кои што ќе завршат оваа струка? Значи учениците кои ќе завршат оваа струка имаат секако можно вработување, бидејќи многу од компаниите и од модните ателија со кои што соработуваме, значи ги задржуваат учениците на работа. Секако овие ученици можат и понатаму да се запишат на било кој факултет, да си го продолжат студирањето, можат и на истиот смер и ќе им биде многу полесно ако завршат средно текстилно, за да можат да продолжат на тој факултет.
Така да имаме ние ученичка која во модното ателје Ала Парел остана на работа и веќе 3 години таму работи, учествуваат на различни модни реви, како што беше сега скоро Fashion Week во Скопје, со прекрасна ревија на стапја на венчаници и свечени фустани. Имаме во ученици што работат во Окитекс, тоа е конфекција, модна конфекција, значи за женска и машка облека. Така да загарантирано им е вработување. Друго што го нудиме во текстилната струка, имаат можност за стипендија, значи преку цела година, ако имаат наддобар успех, можат да си ја земат стипендијата од 3000 денари месечна исплата, 3500, ева сега може и покачено. Значи тоа е преубава работа и за родителите и за учениците, значи многу помага, можеби не е многу голема сумата, но сепак помага и е добар чепарат за учениците, за еден ученик. Да. Дали е тешко? Дали се тешки предметите? Дали ставате петки или сте строга професорка? Мора секогаш да имаме некој начин на оценување, но јас секогаш сум позитивна, со подобри оценки. Учениците се комотни, значи релаксирано се осеќаат на час, бидејќи кај нас може буквално да се пушти музика, додека цртаме, додека кроиме, додека шиеме, значи правиме убава атмосфера. На часови не е многу тешко, повеќе обрнуваме внимание на праксата, значи битно ни е да научат децата да ги изработуваат сите овие модели што сме ги зацртали и така натаму, да научат да шијат, да кројат, да дизајнираат, бидејќи тоа е поважно. Јас сметам дека е поважно од теоријата, па не се задржуваме многу на теорија. Исто така не учиме многу тешки оние предмети општи што ги имаат, што ги избегнуваат децава, историја, географија, физика, така. Значи буквално повеќе се посветуваме на праксата. Да, многумина ќе речат, тоа е лесно да се запишеш, ако немаш петки, запиши се таму. Тоа е правилото за оваа струка или не? Па не, јас не се согласувам. Значи ние имаме одлични ученици со 5.00 успех кои се запишуваат во текстилната струка, имаат голема љубов кон оваа струка, значи се покажуваат како одлични модни дизајнери, ќе кажам, бидејќи настапуваат во многу ревии што се случуваат во градот и надвор од градот. Така да следна модна ревија ни е во Битола на 28 мај. Ќе учествуваат и многу познати личности од естрадата и од македонската јавност, така да ги покануваме сите што се заинтересирани за модата, ќе можат да не видат и да не следат таму со интересни дизајни од индиска облека. Интересно е, значи вие всушност правите многу и во училишни активности, колку што можев да забележам од вашиот разговор. Димова, повозрастните генерации го паметат ова училиште Кочо Рацин во Ѓорче Петров како текстилно училиште. Тоа е од секогаш така? Може малку за историјата да се потсетиме на ова училиште? Самото училиште е изградено во 1964 година како монтажен објект после земјотресот во Скопје и некаде до 1982 година било гимназија со економски паралелки. Во 1982 година започнува стручното образование, тогаш практично започнува текстилната струка. Од 82 до 95 година работи само како стручно образование, а веќе во 95 година повторно се воведува и гимназиското образование. И од 2020-2021 таа учебна година повторно ја воведовме економската струка. Текстилниот смер е единствениот текстилен смер во градот што го нудите? Во градот Скопје, да. Ние сме единствено училиште со текстилно-кожарска струка. Нема други училишта што ја нудат оваа струка. Какви се вашите очекувања за оваа година? Еве, на овој начин ги повикуваме идните средношколци да дојдат и да ме посетат за почеток. Вашите очекувања за отворениот ден, но и вашите очекувања за уписите, имате ли некакви прогнози можеби?
За правниот техничар, да, имаме позитивни прогнози. Општо, ние секогаш сме позитивни, така и си размислуваме, секогаш сме во исчекување на поголем број ученици и се надеваме дека од година на година ќе ни расте бројката, затоа што учениците веќе се враќаат во стручното образование. Бројот на ученици во стручното образование се зголемува, ги привлекува и тоа што е дуално, затоа што самото дуално образование нуди повеќе пракса која што се реализира во самите компании, не во училиштата, туку во компаниите, со кои што училиштето има склучено договор за соработка и кога учениците ја реализираат практичната настава во компаниите, за нив е тоа многу полесно, но и за самите работодавци затоа што добиваат готов производ. Да. И тие веќе ги препознаваат оние ученици кои што се издвојуваат од останатите и самите ги вработуваат и им нудат работа. Така да тоа е делот што ги привлекува, особено во стручното образование. Имате ли впечаток дека последниве години некако се помести тој интерес за наетите? Да. Еве, ова е прашање за двете. Со оглед на тоа што е еден период, неколку години како да замре интересот, како да немаше интерес, дури и се затвараа многу дуѓа. Имате впечаток дека се подобруваат условите односно за наетите? Последниве 2-3 години веќе почна да расте бројот во стручните училишта, еве конкретно кај нас минатата година, двете економски паралелки, бидејќи имавме два образовни профили минатата година, се пополнија скроз. Оваа година очекуваме дека и третиот образовен профил правен техничар исто ќе ни се пополни скроз. Такви ни се очекувањата. Сега се надеваме дека и текстилната струка ќе заживее, особено со онаа дигитализација што ја планираме, така да очекуваме дека бројката веќе од наредната година и таму ќе се зголемува. Професорке, вие подготвена сте за повеќе ученици? Секако. Ние цело време сме подготвени за повеќе ученици, значи затоа сегде не има, се трудиме да не има, значи повеќе воннаставни активности, значи исто така нудиме во воннаставни активности оние ученици кои се запишани во економската и во гимназијата, значи во економската струка, да може да посетуваат часови за шиење, за конструирање, кој е заинтересиран, секогаш сме слободни за да им покажеме, да им помогнеме, ако сакаат да научат, и со тоа може да се вклучат и во некои наши проекти, значи правиме комбинација и супер ни оди таа соработка. Цело време се пријавуваат за манекенки, сакаат да бидат манекенки на некоја модна ревија, така да кога немаме доволно ученици од текстилот, ги вклучуваме и останатите. И пак е некоја комбинација на струкиве, работиме сите заедно, значи целокупното училиште се труди колку повеќе што можеме за да привлечеме нови ученици. Во Ѓорче Петров, позади СП Планет, таму се наоѓа училиштето. Да потсетиме, утре од колку часот е отворениот ден? Од 10 часот започнуваме со активностите. Добре дојдени се сите средношколци. Ние веќе испративме покани до основните училишта. Конкретно низ општина Ѓорче Петров и Карпош, по блиските општини, меѓутоа секако добре дојдени се учениците од сите училишта во град Скопје. А најголем интерес има од кои вообичаено низ годините, токму од тие основни училишта? Општина Ѓорче Петров, да, бидејќи ни се најблиску, општина Карпош, меѓутоа се случувало да ни доаѓаат ученици од општина Аеродром и од општина Центар, така да ги покануваме сите ученици кои имаат желба за креативност, имаат љубов кон текстилот, кон модата, се инспирирани од некоја од природата, значи да дојдат да се запишат кај нас, бидејќи нудиме навистина квалитетно образование и секако вработување после завршувањето на школувањето. Ми беше задоволство, благодарам што ви имавме во Слободен печат. Посакувам утре да ви биде полно дворот и училиштето и секако и во иднина да расте бројот на вашите ученици. Направивме еден интересен разговор, верувам корисен за вас, почитувани. Вие, доколку дома имате некој иден средношколец и секако доколку не гледате вие идни средношколци, еве ви одличен предлог каде можете да си го поминете утре денот и да се запознаете со уште едно скопско училиште. Благодарам за вниманието, останете и понатаму со Слободен печат.